Многу убава тема имаме и наредниве минути, за чија најава ќе ни помогне и видео материјалот кој што ќе го гледате паралелно со ова што јас и Ване ќе ви го кажеме како информација. Се започна во далечната 1991 година, кога група ентузијасти на чело со Марин Бабич решија да и покажат на јавноста дека глумците, меѓу другото, и одлично знаат да пеат. Може да ги гледаме, колеги, видеоматеријалите, бидејќи мислам дека тие многу подобро ќе говорат од ова што ние ќе го кажеме. Беше одлучено глумците пеат да се одржи во чест на Светскиот ден на театарот 27 март, но сепак да се случи ден претходно како најава за празникот на актерите. Првата глумците пеат се одржа во Универзалната сала 92 година, настапила повеќе од 30 актери од повеќе театри од Македонија, речиси на сите возрасти. Задачата прв да настапи му била доделена на Владимир Дади Ангеловски, кој е извел номерата Стариот Пјер. Според кажувањата, Дади имал огромна трема, како и сите колеги зад сцената. Не било лесно да бидеш прв на првата манифестација. Вели кога излегол на сцена, видел дека Универзална сала е преполна и само што почнал да пее, добил френетичен аплауз кој продолжил и по самиот настап. По завршувањето на последната точка, никој од публиката не сакал да ја напушти салата, па актерите одлучиле да повторат некоја од точките на бис. Така било првата година, се понатаму е историја. По 17 години пауза, умилената манифестација на публиката се врати на сцената во 2023-та. Денеска со голема радост најавуваме дека и годинашната манифестација ситно брои во однос на подготовките. Што ќе видиме и слушнеме на сцената на Македонскиот народен театар утрово, дознаваме од Дира Бабич и Билјана Драгичевич Пројковска. Дами, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија на утро. И само да додадам во најавата кога престана глумците пеат, ако бев мал. Единствено логичко прашање беше тогаш зошто ке нас се што вреди престанува? И добро е што продолжи. Да, еве сега ако бев дете, ако бев дете го поставував тоа прашање секогаш. Зошто продолжија? Ира ќе започнеме со вас. Со многу емоции, токму онака како што започна и да се организира глумците пеат, како што вашиот татко ја започна целата оваа приказна, ја продолживте вие и маја во 2023-та. Издание е проследено со многу емоции и оваа година имаме набиени емоции, имајќи предвид дека трагедијата во Кучани не само што го помести првичниот датум, туку е нешто што од што емотивно се уште не можеме да излеземе. И на времето, нели, кога татко ми, Марин Бабич, таткото уствари на манифестацијата, ја организираше оваа манифестација или шоу, како го велиме, и тогаш имаше премногу емоции. И дефинитивно тие емоции продолжуваат низ годините, еве трета година поред како го организираме. Да, јас и Маја имаме еден поинаква емоција, да речеме, кон самото шоу, затоа што сме поврзани на поинаков начин. Меѓутоа, сите кои што се вклучени, а тимот е огромен кој што работи во моментов, мислам дека можеме да кажеме дека 100 луѓе работат на подготовките. Ентузијазмот, емоциите, желбата, позитивната енергија да се направи нешто квалитетно, различно, нешто што навистина ќе биде запаметено и ќе остави некаков белег, е присутно кај сите. Така да ова дефинитивно е шоу кој што е пропратено со многу емоции во позадина, кои што мислам дека се гледаат и на сцената. Потоа кога ни се случуваат премиерите и представите. Култните филмови со кои пораснале многу генерации ќе бидат годинашна тема. Од она што го знаеме ќе слушнеме и видиме околу 25 точки со различна приказна. Режисер Дејан Пројковски, а диригент на Биг Бендот Љупчо Мирковски, кореографија Олга Панко. Спектакл. Костими Маца Попучевска, аранжер на музиката Бобо Мирковски. Требаше да продолжам дополнете анизата. Да. Преголема низа, како што рече Ира, преголема возбуда. Глумците пеат, всушност би требало да знаат да пеат, затоа што кога ќе се запишат на академија, тоа е прво и основно да глумецот знае добро да пее, добро да знае да игра и секако понатаму учи и како треба да стои на сцена и како да глуми. Меѓутоа, имаме ретка можност тој прекрасен микрофон да го држиме во рацете, затоа што нашите представи обично се врзани со нашите гласови и ретка е можноста микрофонот да биде дел од нашите представи, така да со голема радост ја сакаме оваа манифестација за свој личен предизвик пред се,
и да ја радуваме публиката. Гледам и архивски материјали во моментов. Режија нека одат слободно материјалите, Билјана Беличанец, ја видовме и некако ете кога сме кај емоциите ни се враќаат и истите минутиве. Билјана, кога се договаравме до новиве со Маја и Ира за гостувањето, дојдов до идеја да ве повикаме и вас, имајќи предвид дека сте вклучена многу активно во целата оваа приказна, и Маја каже, па секако, што би правеле ние без Билјана, но оно што ме интересира е што за вас лично значи Глумците пеат и што за вашите колеги актери. За нас во почетокот на нашите кариери значеше секако промоција и желба за дружење, затоа што тоа навистина е една огромна екипа која со голем ентузијазам учествува и прави некое мало ремек дело, мал брусен дијамант. Секако во денешно време е исто така предизвик на свој начин, меѓутоа афирмација за младите колеги исто така. Имаме прекрасни млади нови генерации кои навистина и знаат да пеат, и знаат да играат, и тоа е убаво што секоја година всушност на тие што се веќе избрани додаваме уште некои 3-4 нови млади таленти кои ја дополнуваат таа наша група, затоа што секоја година има нова тема и радоста е голема да всушност ги растеме и новите генерации заедно со нас, да им пружиме рака, а и ние да се подмладиме покрај нив. Сцената на МНТ е местото на кое што ќе се случува ова магија. Како до сега технички се одвива се? Деновиве на социјалните мрежи, вашата сестра објави статус во кој напиша вака: еден убав сончев ден, кога ќе имам нерви, ќе ви раскажам што во државата значи да си независен продуцент и што треба да се помине на патот до реализација. Предпоставувам дека не сте подготвени да зборувате во детали денеска, но колку целиот овој макотрпен процес е всушност и најава за најдоброто издание на Глумците пеат. Ке нас секогаш ние аматерите, кога вака, ајде така ќе се изразам, нели, ако сме независни, ајде ќе кажам независни, да секогаш правиме најдобри продукти, баш ќе се пожалиме некогаш ако нешто некаде запне, ама на крај кога ќе го видиме финалниот продукт, нема споредба со нешто. Тоа е уствари задоволството на крај кое што не движи за да ги поминеме сите овие пречки кои што се случуваат. Не е едноставно, мислам како и за многу работи во државава, нели, за многу работи не е едноставно да се реализираат. Во нашиот случај, да, имаме доста предизвици, ајде ќе ги наречеме, кои што треба да ги поминеме, со кои што треба да се соочиме, бидејќи, како што рековме, значи голем е тимот кој што работи, побарува многу логистичка поддршка во позадина за да тоа може целото да се склопи. Значи во еден момент вчера имавме на 4 места посебни проби кои што се случуваат. Значи тоа се 4 одделни локации на кои што на едните имавме пеачки проби со Бобо Мирковски, на друго место бендот пробува, на трето место се пробуваат кореографски проби, на четврто место имаме театарски проби, значи тоа побарува навистина и простор и организација за да тоа го направиме. Во делот на сала во државата, нели, тоа е еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, да немаме голема сала за да можеме навистина да одговориме и на големиот интерес кој што во публиката постои за присуствување на самата представа, бидејќи имената, па и опера и балет минатата година нели ограничуваат со број на седишта колку имаме на располагање. Така да има доста предизвици, меѓутоа многу е голема желбата, многу е голема љубовта, имаме визија кон тоа што сакаме да направиме. Веќе трета година еве поред како самостојно го работиме ова со Маја. Претходно сме биле дел од тимот заедно со татко ми кога сме го работеле, меѓутоа друго е веќе кога ние сме тие кои што го водиме процесот и имаме визија, имаме идеја заедно со сите останати во тимот кои што не поддржуваат и тој инает и желба не ни дозволува да застанеме или имаме идеја. Порано сигурно беше полесно некаде ако зачкрипи, ајде народски ќе кажам, ќе му се јавиме на тато, ќе прашаме нешто. Сега доаѓа овие 3 години. Никогаш не сме биле така учени, морам да признам, дури тогаш не беше тоа така. Не, он беше родител кој што викаше утре мене ќе ме нема, снајди се. Значи тоа било еден од неговите пристапи во воспитувањето. Така се растеа успешни генерации меѓу другото. Така, да.
Да. Билјана еве спомена Ира предизвиците од организаторски аспект, какви се предизвиците пред кои се исправени актерите во подготовката од тонски проби, сценски настап, костими, се во едно? Да, баш се во едно како што кажа, тоа се случува неколку дена пред представа, тоест пред премиерата на Глумците пеат. Ја викаме представа затоа што така и ја доживуваме оваа година, особено затоа што сакаме да направиме една приказна која врзува цела манифестација. Секако ќе имаме песни од многу композитори и пејачи што ни се познати, што ги знаеме, меѓутоа сепак имаме едно врзопно ткиво кое значи имаме една приказна која ја врзува целата манифестација, така да е многу тешко затоа што е тоа на ниво на мюзикал. Оваа година се обидуваме да направиме чекор напред, бидејќи минатите години имавме од настап до настап. Значи учествувавме во некои точки, а сега сите заедно се бодриме во целата представа. Така да, што се однесува до тоа, ние сме сите од различни театри и тоа е исто така многу тешко да се организира, сите да можеме да имаме време за проби, затоа што навистина оваа година тоа и го изискува. Значи, заедно сме цело време на сцена и се надевам заедно до најголемиот успех оваа година. Навистина тежок предизвик. Искрен. Кога зборувавме пред малку, Ира, кога слушнав, кога каже имаме цел, знаеме што сакаме, јас замислив во многу поголема сала во иднина. Реално, јас не ни се сомневам дека и сега една Борис Трајковски би ја наполниле, но мечтаевме за тоа, но јас сум сигурен дека ќе биде така, но ајде да почекаме, нели, вие. Но поубаво ни е во театар некако, помагично е. Да, Борис Трајковски повеќе пати е разговаран низ периодов, не дека не, од различни аспекти, меѓутоа сакаме да задржиме работи кои што татко ми ги поставил и кои што биле како основа, сепак е тоа шоу кој што е родено и направено за да биде фешта на глумците по повод Интернационалниот ден на театарот и не ни оди да ја правиме таа фешта во спортска сала. Сепак сметаме дека треба да сме присутни во театрите. Или во некоја концертна хала. Го почитуваме. И помагично е. Помагично, да. Дефинитивно. Ке се вратиме години наназад и со следново прашање. Со Кристина некаде прочитавме дека првите години Глумците пеат се подготвувале кај вас дома. Ова чини ми вашиот татко во многу интервјуа го има исто така кажано. Се сеќавате ли на тоа време како беше да се расте дома додека се подготвува манифестацијата? Јас имав, значи колку 14 или 15 години кога си има случајно првото шоу. Морам да ви признам дека ја во тој момент нити сум била свесна, нити сум имала идеја што тој он ствари прави и каков легаси е кој е зборот сега во моментот, меѓутоа нели каква историја ќе произлезе од тој негов труд. Многу проекти биле работени кај нас дома, било секогаш врв улица од луѓе од фелата, нели актери, продуценти, режисери, сите тие биле дел во нашиот дом. Не бев, пак ќе кажам, свесна точно што све се работи, меѓутоа секогаш беше многу забавно, затоа што тоа беа луѓе кои што се големи професионалци, кои што се вложуваа, меѓутоа во исто време со многу шарм, со многу смеа, со многу забава. Некоја анекдота има, некоја што се сеќаваш кратка? Не. Некогаш не? Не можам во или моментов многу биле, да, се сетам, ги имам многу во моментов, не би можела не беше планирано да прашање, во така ми дојде се. Ја и со меморијата малце така, ама да. Но еве во контекст на подготовките и на сето она што како квалитет потоа се гледаше на сцената, Билјана ќе ве прашаме вас, предизвик е или бреме да се организира нешто вакво и да се направи ваква квалитетна манифестација на нивото на она што го правеле, да речеме, вашите колеги пред 15 на 20 години? Па мислам дека нив им било можеби полесно затоа што пееле композиција за композиција, значи секој искача на сцена, пее, потоа одмара, меѓутоа како се развиваа годините и како станувавме поамбициозни, тој мир некако го немаме, значи најдоброто во целата приказна е дека сме врвни професионалци, тоа се учиме уште од студентски денови, така да што се однесува до тоа што треба да го сработиме, значи го сработуваме и многу лесно како некој едноставен пазл се местиме на сцена, затоа што сме спремни.
затоа што секој си ги знае можностите, секој си вежба по дома или во некоја друга дома. Меѓутоа, на проба секогаш доаѓаме спремни, затоа што знаеме дека ние сме лицето на представата. Никој друг. Ни режисерите, ни организаторите, мислам секоја чест, да. Ама И вие сте на тие прво кои што место, се така. меѓутоа ние сме лицето на представата и мораме да звучиме и да изгледаме добро. Ира, секој кој има изгубено родител знае што значи тој недостиг на авторитет во животот, но децата на познатите секогаш тој недостиг делат и со публикат. Марин на позитивен начин беше авторитет и за публикат. Кога ќе застанеше и испушташе глас, тоа е тоа. Јас имав и прилика неколку пати, иако помлад, да разговарам со него и затоа дозволив ова да си го кажам. Се чини дека при секој голем чекор едно од прашањата кое си го поставуваме сите тогаш, нели е Што ќе каже? Што ќе каже родителот ако следиме некои негови стапки понатак? Што ќе кажеш Многу сега, често Маја? ни Што ќе се кажеш случува сега, со Маја да кажеме, ку знае што си вика од озгора, не гледа, може би не кара, може би мани ни наоѓа, бидејќи тој беше голем критичар, од друга страна беше и многу флексибилен и добар човек и позитивен човек за комуникација, меѓутоа беше со високи стандарди и критериуми, очекувањата беа секогаш на високо ниво и не беше лесно тој да се задоволи. И многу често во нашите подготовки и во се што правиме, ни се провртува низ глава како тој би го гледал. Сигурно би ни нашал многу мани, сигурно многу забелешки. Нас не. Нас Вас, да. Нас сигурно, меѓутоа во исто време знам дека би бил премногу гор што гледа дека прво и основно што јас и таа заедно, нели две сестри, многу сложно го работиме и ова и го правиме. Мислам дека тоа од позиција на родител е голема гордост, нели, да си ги види дека заедно тоа го правиме, меѓутоа секако дека и го сме го подигнали на едно повисоко ниво од она што било, што е нормално поминале деценија и пол од последното издание што било. Така да оверол мислам дека покрај сите критики и забелешки дека на крај би бил многу горд. Исто како што верувам дека ќе биде горда и задоволна публиката на 8 и 9. Прочитав некаде вчера уште некои 50 на билети. Побрзајте сите вие кои што не успеевте да набавите билет за уживање. Да, ветуваме добра забава, не добра, одлична. Сигурна сум дека ќе биде така. Мои дами, ви благодарам многу што во 5 до 12 ни дојдовте во студиото 3 на МТВ. Посакувам успех, посакувам радост и спокој. Ви благодариме многу. Фала на покана и убави желби. Благодариме уште еднаш. Последна содржина во Македонија на аутро и ленковското вклучување од Штип. Јас направив сакав да додадам да продолжите да си газите. Имаме одлични глумци, одлични актери. Со социјални медиуми сега пред се со TikTok, јас кога читам коментари на луѓе што пишуваат од регионов, навистина останувам без зборови, бидејќи не секоја нација има дарбата за глума. Сите имаат актерство, театри, глумци или сличнава, на некој доаѓа природно. А ние да зборуваме многу почесто на убави теми. Навистина талентирана. Ако ме разбрахте што сакам да многу кажам, талентирани. да, имаме доста талентирани луѓе, така да си газите. Не само глумата, него повеќе аспекти ги обединуваат, она што кажавме, и пеат, и пеење, играат, и играње, глума, значи тоа е баш мултиталент. И со желба да се создаваат мюзикли можда, може би еден ден. Така, зашто да не. И да се зборува и известува на убави теми. Заборавивме да зборуваме често и да известуваме за убави теми, особено ние, нели, новинарите. Па добро, делов од 8:30 навака По и убаво со здравје, Снежка да. и сега по убаво здравје и убаво завршуваме. Учениците од основните и средните училишта во Штип, кои активно се надпреваруваат во некој спорт од наредната училишна година ќе бидат стипендирани од општинскиот буџет. Деталите ги има колешката Славица Величковска. Славица?